Се наоѓаме пред правниот факултет Јустинијан I во Скопје, каде што пред малку група студенти, од прилика околу 20 на лица, насилно упаднаа во просториите на овој факултет. Тие побара оставка од председателот Иванов, кој што некогаш овде им бил професор. Дојде и приклучи се, беше паролата која што тие насилно ја извикува. Исто така студентите се обидуваат да ги мобилизираат и другите студенти кои што беа на предавања во амфитеатрите, како и професорите да им се приклучат. Како што можете да видите пред студентите да си заминат, тие оставија зад себе навредливи пароли и стенсили кои што гласат: правен факултет, за правда не учиш, пред правда молчиш, професоре, нели сите сме еднакви пред законот и уставот, каде ни е правната држава, професори, вие силуваат државата, ке висите заедно и слично. Група од десетина студенти насилно упадна и во кабинетот на професорката по уставно право и политички систем Тања Карекамишева. Тие почнале да ја навредуваат. Еве ја нејзината изјава за телевизија Нова. Значи, пред половина час ми упаднаа студенти, десетина студенти во мојот кабинет, буквално упаднаа, значи воопшто не ни тропнаа, не побараа дозвола за влез. Предпоставам знаете дека службената просторија каде што работиме е фактички просторија која што го дава нашиот интегритет. Тие упаднаа во мојот интегритет професорски и насред работа ја прекинаа фактички мојата работа, почнаа да скандираат оставка, оставка, почнаа да скандираат некои несоодветни зборови, грди зборови и за председателот на државата, но и за мене. Јас сето тоа го евидентирав, го снимив, потоа кога видоа дека не може да ме испровоцираат, излегоа надвор, на мојата врата напишаа дека сум фашист. Исто така имам оставено 2 пораки од нив на моето возило, каде што бараат, односно велат дека на професорот Ѓорѓе Иванов нема да му простат за сторената аболиција. Се во ова е во рамките на она пошироко сценарио, да се деградираат сите оние професори кои што зборуваат така како што пишува во уставот и во законите, затоа што едноставно не им одговара правна држава на овие луѓе, не им одговара владење на правото на овие луѓе. Овие луѓе сакаат да нема институции, да нема право, да нема правен систем во Република Македонија, се да биде на улици, да се види едно безредие, едно безвластие, едно незаконие, се со цел институциите да бидат паднати на колена, државата да биде ставена на колена, на тој начин, со помош на странците, тие да дојдат на власт и тие да ни креираат држава таква каква што тие ја наумиле, односно ја умислиле. Како што вели професорката, денешниот настан е уште еден чин на агресија и насилство. Во моментов се работи на откривање на студентите кои што го направи овој варварски чин. Како што дознава телевизија Нова, во моментов се одржува средба на повеќе студенти од повеќе невладини организации кои што ќе се договорат дали вечерва да излезат на протести или не.